Признание наведе директорот на Центарот за управување со кризи. Можностите за гаснење на пожари биле лимитирани. Спас бараат со апели до граѓаните да биле внимателни. Луѓето биле виновни за дел од пожарите ширум Македонија, па упати порака да не се палат скари, оти ресурси за гаснење на пожари нема напретек. Ги повикуваме сите граѓани да пријават опасност, односно да пријават пожар. Доколку забележат пожар на било кое место, веднаш да се јават на бројот 195, тоа е бројот на Центарот за управување со кризи, или на бројот 193 на противпожарната служба. Можностите за одговор на пожари, односно можностите за гаснење, се лимитирани. Во скандалозната изјава, Ангелов апелираше и до сите градоначалници да се погрижат нивната територијална противпожарна единица и тимовите, кои со закон се должни да ги имаат, да ги зајакнат и со опрема, но и со бројност. Ангелов упатува пораки до првите луѓе на општините да ги зајакнат своите тимови со опрема. Но се уште станува отворено прашањето зошто токму институцијата, на чие чело е токму тој, има лимитирани можности за гаснење на пожари. Иако имаме ресурси за справување со пожари, и тие не ги користиме целосно. Канадерите кои ги има Македонија не се користат, оти не биле сервисирани. Сервисот бил скап. Директорот на дирекцијата за заштита и спасување вели дека постапката за избор на фирма која ќе ги сервисира е во тек. Тие не се сервисираат во земјава, би сакал да споделам дека уште пострашно е што во досегашната пракса се појавува само еден оператор кој од година во година не ги зголема побарувањата кои се надвор од буџетските средства кои дирекцијата ги има. Проблемот со справување со пожари се јавува и со бројот на противпожарни возила, кои ги има само нешто над 200 и се со просечна старост од 28 години.